При посетата на манастирот Свети Василий Велики и на овдешниот туристички центар, градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски ја најави реализацијата на проектот за изградба на делницата Турско Рудари Пониква од патното поврзување на Пробиштип со овој дел на Соговските планини. Се работи за мощно значаен пат од аспект на развојот на планинскиот туризам, бидејќи со него спортско-рекреативниот центар значително ќе им се доближи на граѓаните од Злетово, Пробиштип и Куманово, што пак ќе значи помасовна посетеност. Веќе е одобрен изградбата на патот од Пробиштип до Пониква, значи од Турско Рудари до Пониква. Пробиштипјани ќе можат да стигнуваат за нешто повеќе од 20 на километри, што значително ќе ја подобри комуникацијата и сигурен сум дека како и од страната на Кочани, така и од страната на Пробиштип ќе има се повеќе заинтересирани луѓе кои би сакале овде да инвестираат и во викенд куќи, и во одмаралишта, хотели и целата таа инфраструктура што треба ние како општини и како влада да ја инвестираме, ќе биде многу поголема и со многу поголем интензитет. Градоначалникот Тоневски ја нагласи и одличната соработка со општина Кочани, со која заедно се инвестира во развојот на Пониква преку нови содржини поврзани со зимските спортови и рекреацијата. Веќе неколку години наназад заедно со општина Кочани имаме одлична соработка и се надевам дека и во иднина на ова место на Пониква заеднички и со поддршка на владата на Република Македонија ќе имаме нови инвестиции и навистина Пониква ќе прерасне во еден од најубавите спортско-рекреативни центри во цела Република Македонија. Дека развојот на туризмот на Пониква оди во вистинска насока потврдува исполнителноста на угостителско-сместувачките капацитети, која иако нема снег, сепак во втората половина на декември и првата на јануари е максимална.